Чест и задоволство ми представува што денеска сум тука пред Центарот за вработување Куманово, кој сега има нов, модерен лик и е комплетно реконструиран. Пред почетокот на реконструкцијата, нашата идеја беше Центарот за вработување Куманово да стане со модерен објект, согласно потребите на невработените лица и работодавачите, и верувам дека во тоа успеавме. Овој објект представуваше голем предизвик за реконструкција, затоа што не беше обновен од 60-тите години и беа потребни поголеми зафати за да се подобри неговата функционалност. Сега Центарот за вработување Куманово доби нова фасада на зградата, беше променета кровната конструкција и прозорците, со што се зголеми енергетската ефикасност на целиот објект. Набавен беше и котел на пелети, кој значително ќе ги намали трошоците на грејење на објектот, кој досега се грееше на струја. Се реновираше и водоводната и канализацијската мрежа. Невработените лица и работодавачите сега услугите на Агенцијата за вработување во Куманово може да ги добијат на место кое е функционално и реновирано согласно стандардите за заштита на животната средина и намалување на ефектите од аерозагадувањето. Вработените во Центарот за вработување Куманово имат причина да бидат уште помотивирани во своето работење, бидејќи просторните услови во кои сега работат се драстично подобрени. Верувам дека нивното задоволство од работната средина ќе се преслика и во ентузијастички и уште попрофесионален однос кон корисниците на услугите на Агенцијата за вработување. Би сакал да ги информирам сите граѓани на Куманово дека во моментов е во тек реализацијата на оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2021 година, и би сакал да ги повикам сите невработени лица и работодавачи од Куманово да го посетат реконструираниот Центар за вработување и да се информираат за можностите кои овој оперативен план ги нуди и секако да аплицираат за мерките и програмите од нивен интерес. Би сакал да истакнам дека реконструкцијата на Центарот за вработување Куманово е финансиски поддржана од Европската Унија преку проектот ЕУ за млади и да се заблагодарам на делегацијата на Европската Унија за ова значајна поддршка која придонесува кон подобрување на условите за работа на Агенцијата за вработување, а со тоа и за унапредување на состојбата на пазарот на трудот во земјава. Проектот за модернизација, санација и адаптација на објектот на Центарот за вработување Куманово чини 10.294.492 денари. На наше задоволство, ова поддршка ќе продолжи и планирана е реконструкција на уште неколку центри за вработување, каде што е потребно да се подобрат просторните услови за работа. Ви благодарам. Вака и јас би сакала да изразам благодарност до владата на Република Северна Македонија, до директорот на агенцијата, затоа што ние како Центар за вработување Куманово први се реконструиравме од проектот ЕУ за млади. Исто така би сакала да изразам и благодарност до сите кои што на свој начин дадоа допринос во реконструирањето на центарот. Исто така сакам да напоменам, директорот рече се она што требаше нели околу реконструкцијата. Меѓутоа, освен што е направена, значи, просторно реновирање на Центарот за вработување, направена и функционална реорганизација на работењето на Центарот за вработување, во смисла да невработените лица и работодавачите ги добијат потребните услуги и информации на побрз и поедноставен начин. Значи, сите колеги вработени во Центарот кои што работат на одредена проблематика се сместени во исти простори, така да многу е полесен пристапот и многу е поедноставно за странките да знаат каде може да ги добијат потребните информации и доколку е потребно, нели, колегите вработените да ги упатат за дополнителни информации, попрецизни информации во врска со нивната потреба од нашето работење. Ви благодарам на сите. Повелете. За вработување Куманово зборуваме, така? Да. Во Центарот за вработување Куманово со состојба со 31. мај 2021 година евидентирани се 15.214 невработени лица како активни баратели на работа,
Тоа е значи 10,6% од вкупно евидентираните невработени лица и 5602 како други лица кои што бараат работа или како што популарно се наречени пасивни баратели на работа, односно лица кои што од одредени причини во моментот не можат да прифатат вработување, меѓутоа сепак се невработени и затоа се водат како пасивни баратели на работа. Дали со корона кризата се зголеми бројот на невработените во Куманово? Има ли тенденција на отпуштање? Да, значи имаше тенденција на отпуштање на вработени. Значи сите сме свесни за тоа. Одредени сектори беа попогодени од корона кризата, така да, например, чевларството, чевларската индустрија беше доста погодена во одреден период со последиците од COVID-19, меѓутоа задоволство ми е да кажам дека кога ги отпуштија работниците од работа, кога немаа потреба, значи моментално немаа работа, значи невработените лица дојдоа кај нас по согласно законот за вработување, остварија паричен надоместок за време на привремена невработеност, а потоа работодавачите значи се намалија последиците од COVID-19 и повторно ги вратија најголем дел, значи буквално најголем дел од тие лица кои што биле вработени кај нив ги вратија на своите стари работни места или пак од некои од тие отидоа на други работни места, така да значи тоа се анулираше ефектот од COVID-19. Невработените лица за време на привремената невработеност добиваа паричен надоместок од Агенцијата за вработување, согласно законот за вработување. Исто така имавме и воредна исплата на паричен надоместок со справување со последици. Сите кои што останаа без работа поради во период од март и април, од 11 март до 30 април, значи сите беа обештетени без оглед на основот на престанок. Така да мислам дека се анулира доста ефекти и задоволство ми е да кажам дека имаше малце поголем наплив на невработени, меѓутоа сепак ви благодарам.